И ова јас го научив. Ајде, разви. И ти прави така. И јас. Да? Добро, сами си го баравте. Спие како јагне, колку е невино. Камо да остане секогаш вака? Кога ќе пораснеш се губи целата невиност. Зар веруваш дека човек може навистина да биде невин? Не секогаш, ама еден период да. Например, додека е дете. Вие не верувате? Јас верувам дека невиноста е измама која ја измислиле луѓето. Значи, невиноста за која се тврди дека постои кај некој, ја нема всушност. Инстинктите и страстите раководат со човекот. Дури и оние за кои мислиш дека се најневини еден ден ќе им подлегнат на страстите. Според тоа, наивноста за која мислиме дека постои всушност, воопште ја нема. Дури никај децата? Дури никај децата. Па види го него, не се откажува додека не добие што сака. Што има тука невино? Да го легнеме? Да го легнеме. Дојди кај мене, сонце на војче. Ајде. Тука розова? Да, точно го правиш. Браво за тебе. Како му го најде местото? Ке те изедам. Војче, добро дојде. Добро те најдов, сонце мое. Дојди сите заедно да правиме службовалкава. Ама треба да се стрпиш малку, да се пресоблечам, потоа да вечерам, па ќе дојдам после, може? Добро. Ама чичкото доктор ми рече браво. Тогаш вечерва ќе правиме што сакаш, а? Супер! Ајде да правиме. Јас Хајде. веднаш се враќам. Добро. Господине Ферит, може вечерва да одам дома? Треба да си ги земам книгите по јапонски, па. Утре пред рочиштето за старателството. Булу треба да дојде и подобро е сите заедно да одиме. Да те замолам уште неколку дена да не користиш одмор, додека се смири ситуацијава. Ако сакаш ќе кажам да ти ги земат книгите по јапонски. Секако дека ќе останам, нема проблем, а книгите ќе ги земам подоцна, не ми се брза. Нази, ајде. Ева види недов уште едно делче. Ти благодарам. Ајде, дојди. А да си легнеме веќе? Не ти се изморија очите? Утре ќе продолжиме. Ало, Тарик. Ја знаеш ти куќата на Назли, така? Да, секако знам, господине Ферит. Убаво. Дома ја останале книги по јапонски. Сестра и лицемерката сигурно знаат каде се. Ќе ги донесеш? Секако ќе ги донесам, ама јас во моментов сум со господин Енгин. Што се случи, Тарик? Што вели? Да одиме дома кај господин за нас, да ги земам книгите по јапонски, ама Добро, ќе ги земам, после ќе ме однесеш. Господине Ферит, сега ќе одиме таму. Благодарам. Ако не може да ги најдат, нека ја бараат Назли. Во ред. Добра ноќ. Добро, дадо, добро. Јас и нека знав дека нема да дојдеш. Се навикна веќе, јас не сум ти родена сестра Фатош, тие. Го прифатив и тоа, не ми беше тоа доволно, сега се појави и тоа богато разгалено детиште. Дете што ти да не го познаваш. Ти, навистина сосема си изгубила. Тоа е мало дете. На ова дете мајка му и татко му умреа, свесна ли си? Зарем со него ќе се споредуваш? Колку би сакала да сум кутра колку што е тој. Како и да е, ќе разговараме, ако некогаш воопшто бидеш слободна, се разбира. Ти оди сега и грижи се за твојот булу душо. Ајде, добра ноќ. Ајде, време е за спиење. Ама мене се уште не ми се спие. Мислам дека ти се спие, ама не си свесен. Добро да ги собереме. Ставај. Ама уште е рано, не ми се спие. Децата колку повеќе спијат, толку побрзо растат.
Еј. Што е сега? И мама ми го велеше истото. Кога ќе дојдат? Сонце мое. Ако мајка ти те види вака како плачеш, многу ќе се расташ. А и мене многу ќе ми се налоти. И мене ми недостасува мајка И ти. татко ми недостасува. И двајцата ми недостасуваат. Војче. Зарем никогаш повеќе нема да ги видам? Зарем ако бидам многу мирно дете, никогаш повеќе нема да ги видам? Ти и онака си многу мирно дете, Булут. И мајка ти и татко ти многу би се гордееле со тебе затоа што си толку храбар. Готово. Што ќе биде? Не грижете се. Назви, јас не можам со никој друг да живеам, освен со војко ми. Воопшто не грижи се. Ни војко ти никому нема да те даде. Нема да ме даде, не ви? Ајде, војче. Господа, мојата клиентка и низиниот сопруг се почитувани граѓани. Исто така мојата клиентка му е тетка на детето. Спротивната страна тврди дека господја Демет со години не се гледала со таткото на детето. И дека ниту тој, ниту семејството не сакале да бидат во контакт со мојот клиент. А потоа, што гледаме тука? Господин Демир, само еден ден по неговата смрт, сакал да ја префрли дел од фирмата на господја Демет. Но за жал, смртта го спречила во тоа. Господа, ние тие документи првпат ги гледаме. А и нивната вистинитост е дискутабилна. А овие документи не се оригинални, фотографирани се. Многу е очигледна играта која Ферит Аслан ја игра кон мојот клиент. Господин Ферит, криејќи ги овие документи, се обидел погрешно да го представи мојот клиент. Очигледно е дека сакал тој да биде единствениот застапник на детето во фирмата. Господја Демет и незиниот сопруг се во ситуација на детето да му овозможат идеално семејство. Господин Ферит е човек кој што живее сам. Не е во ред дете на оваа возраст да се препушти на грижа на дадилките. Одлука. Поради разгледување на доказите, сослушувањето ќе биде одложено за подоцна. Донесена е одлука врз Булут Каја да има Демет Ондер. Војче! Јас нема ви да живеам веќе во твојата куќа. Булут, ајде дојде да излеземе малку на воздух. Вие излезете, јас веднаш ќе дојдам. Нема толку лесно да се извлечете од ова. И нема да ми го земете, Булут. Ачо, јас многу се плашам. Не се плаши, ние сме до тебе. И Војко ти Ферите до тебе, и јас сум до тебе, и Назлија до тебе. Во ред? Но јас не сакам да живам со таа жена. Добро, јунаку, добро, ние сме со тебе. Како ќе се одвиваат сега работите? Ќе дојде адвокатот и се ќе објасни. После толку голема траума, како ќе може ова дете да се ги смени навиките? Се е поради тоа досие. Тоа беше само еден мал гест на покојниот Демир кон сестра му Демет. Еден вид на подавање рака, ама тие тврдат дека спрема тоа досие имаат право врз Булут, бидејќи имаат многу поголема цел во врска со фирмата. Добро, но зарем тоа досие не беше кај вас? Како тие луѓе дојдеа до него? Некој некаде успеал да го фотографира, ама нема да го оставам јас ова вака. Ќе се покаат што воопшто сакаат да ми го земат Булут.
Да. Мислам, нема потреба повеќе да седиме тука. Назли душо, ќе го спремиш ли булот, те молам? Се уште не е завршено. Да, точно е, не е завршено, ама за кратко време ќе биде завршено. А и булот не само привремено, туку ќе остане кај нас за секогаш. Демет, мила, ќе те замолам да не трошиш стив за овој човек, бидејќи не вреди. Хакан, Ни тебе, ни на машти не ви е гајле за булот. Ваш единствен проблем е имотот, богатството, фирмата, акциите. Си мислите дека можете да ме уништите така? Феритаслан, дојди долу. Ти за нас не значиш ништо, разбираш ли? Нас воопшто не ни е гајле за тебе. А тоа, ти ќе го видиш многу јасно за многу кратко време ќе го видиш сето тоа, колку ти нам не ни вредиш. Хакан, добро, доста, не прави проблеми. И ти ли се вмеша, Денис Ефенди? Ти одбери си страна, Денис. Со сестра ти, со внук ти си, или ќе продолжиш да му видиш марионета на овој човек? Не тропај глупости, бе, престани, марионета сум бил. Не се ова работи за кој би можел јас да одлучувам сам. Јас само те посетувам, господин. Ние сме семејство и ти не си член на ова семејство, да си го знаеш местото, Хакан. Јас многу се плашам. Не се плаши. Добро? Да одиме ли на воздух? Добро, Да се забавуваме малку заедно, добро? важно. Ако тоа дете денес не дојде во мојата куќа, јас не сум одговорен за последиците. И ти биди сведок, Денис. Ајде, Демет. Каде се назли булот, Денис? Бато и звонам на Назли, ама не крева. Знаеме дека е со неја, ако ништо друго. Може за да го тргне од расправијава, го однала на некое мирно место. Ајде, да излеземе. Назви. Јас нема ли повеќе да го видам бујко ми? Можно ли е такво нешто, булот, мило? Секако дека ќе го видиш. Само од сега ќе спиеш во куќата на тетка ти Демет. Само неколку дена, булот. За најкратко време ќе се вратиш во твојата соба. На второто рочиште, Чичко судија ќе донесе правилна одлука. Назви, а ако не ме сакаат? Како така, булот? Заре можно ти да не бидеш сакан? И господја Демет ти е тетка, секако дека многу те сака. Исто така, ако ти биде здодевно, можеш да одиш кај вујкоти или кај чичкоти. Дури можеш да дојдеш и кај мене дома. Ке правиме гураби. Булот душо, добре дојде. Добре дојде, душо моја, ни донесе радост во куќава. Булут, како се договоривме јас и ти? Нели од сега и ова ќе беше твоја куќа? Зарем не те интересира твојата нова соба? Ти имаш голема среќа. Многу луѓе те сакаат. Има цел куп куќи каде можеш да одиш. Има ли базен во оваа куќа? Како може да нема? Можеш да влезеш ако сакаш. Не, нема да се бањам. Ујко ми купи бродче, па сакам да го возам. Секако можеш да го возиш ако сакаш. Ајде дојди да видиме. Вујче, ти нема ли да дојдеш со нас? Јас не можам сега да дојдам. Треба да завршим некои обврски, ама Чичко ти денес ќе поседи уште малку тука. Добро, ти воопшто ли нема да дојдеш? Воопшто ли нема да се видиме? Можно ли е такво нешто? Секако ќе се гледаме. И јас не можам без тебе долго да издржам. Ќе ми недостасуваш. А и веќе ти кажав, за многу кратко време ќе се вратиш дома, варет? Јас тебе многу те сакам, Вујче, многу. И јас те сакам, сонце мое. Булут душо, ајде да влеземе.
Булут, ајде да влеземе. Ајде, душо. Ај, браво, Булут. Браво за тебе. Дојди да те видам, главен газда, ајде. Дојди. Ајде. Свесна сум дека ви изгледало чудно. Не сакав да зборувам пред Булут. Беше необично што го земав Булут и заминав. Ама толку беше тажен што не можев да го оставам таму. Толку тешки работи му се случија. Не можев да дозволам да остане таму. Знам. Молам? Знам дека го направи за доброто на Булут. Завртавме во погрешен правец. Сакам да одам до едно место. Ако немаш работа, речи си попатнија. Добро, може. Гледај, сега ќе фрлам со затворени очи. Абе, Чичо, ти навистина си бил мајстор за давање кошеви. Се разбира, јас имам некои своји таленти за спорт, не само за уметност. Булут, душо. Јас сега ќе морам да си одам. Ако ти се случи било каков проблем овде, ќе ми кажеш, така? Уживај бе, Чичо, мене ништо не може да ме вознемири. Војко ми мене се ми објасни. По неколку дена пак ќе се вратам во својата соба. Ти си едно прекрасно дете. Ама Чичо, јас не сум дете, јас сум мило чудовиште. И зарем не гледаш? Тука е како продавница за играчки. Војко ми не би ми дозволил исто време да играм со волку многу играчки. Сушност и Војко ти е во право. Знам, ама ти не му кажувај ништо, добро? Да се поиграм, да поуживам неколку дена, да им побарам уште нешто, мора да ми купат. А ти навистина си чудовиште, значи? Чудовиште за играчки сум јас. Ајде, направи ми ја колата и оди си. И остана само крилјата. Во ред, крилјата, така? Разбирам. Колку убаво дуба тука, како седа ќе однесе. Јас понекогаш кога не сум расположен доаѓам тука. Како мал татко ми ме носеше тука. И бидејќи дува убаво, летавме летало. А знаеш дека за да може да летаат леталата треба да се симетрично направени. Одличен избор за вас. Многу сакате симетрија. Мислам, секој сака симетрични работи, ама вие на посебен начин ги сакате. Секој ја сака симетријата. Не знае, ама ја сака. Некаде имам прочитано нешто во врска со тоа дека без да сме свесни, симетричните луѓе не биле поубави. Не знам дали важи за мене. Мислам, за јас да сакам нешто и да ми е убаво, нема потреба да е безпрекорно. Не знам тури ни самата колку сум симетрична. Убава си. Ако тоа ти интересира. Назли, сакам да продолжиш со работа кај мене. Да готвиш како и порано и да се враќаш дома. Може, во ред. И онака Булут за кратко време ќе се врати дома, а и ти да не бидеш без работа, да не ни се расипе редот. Нема да се расипе. Се надевам. Ви благодарам. Ептен скршнавте од патот заради мене. Не е важно. И онака денес сите работи ми се испреврте. Се гледаме утре. Всушност не можеме да се видиме, бидејќи кога ќе дојдам, вие ќе бидете одамна излезени. Не треба ни да се слушаме. Велам да ми напишете што сакате. Мислам какви јадења сакате за утре. А јас ќе дојдам во исто време. Назли,
Ти благодарам. За Булут, за мене, многу ни помогна. Се ќе биде добро. Се гледаме. Ама како твоја сестра и како твоја жена, велам дека имам еден проблем. Мајка ми чека термин за појадок. Партнер, што ќе биде со овој твој брат Бојан? Не можеш да речеш твојот брат и да се спасиш ортак. Затоа што татко ми и на двајцата ни го довери Мангупов. Мамичка не труди се напразно, син ти е див, ниту нас не вара, ниту прашува. Мамо, на вестера не ми се спие. Дојдеме кај чичко ми. Знаеш дека чичко ми многу убаво свири. Не вели ќе си играм со тапаните на чичко ми, туку... Да свртиме на едно кафе. Не можам да го добијам син. Не ми креваше на телефон, се загрежив и дојдов. Добре, деде. Да не зборуваме за денешните проблеми. И онака доволно зборувавме. И, хајде кажи. Каква е ситуацијата? Што е со креаторката што се заглавивте во вратата? Лага излезе тоа бато. Фантазија било. Хајде бе. Што ќе биде со овој твој бурен љубовен живот? Ај, Назли, во мојот влегуваат два вида на мажи. Едниот богат, згоден, ама не си одговараме со умовите. Вториот богат, згоден и си одговараме со умовите. Мене постојано во животот ми влегуваат два вида на жени. Едниот вид ме гледа како билет за воиднина. Единствен проблем им се парите. Јас сиромашните ги отстрани веќе од својот живот. И онака во категоријата пријатели и роднини доволно имам сиромашни. Види, имаме и ваква опција. Ниту многу богат, ниту многу сиромашен. Средна класа. Ни одговараат фатош. Ама наман тие се многу опасни, Назли. Само што ќе помислиш, а сега ќе успее, тогаш ќе лупне економска криза и ќе се најдеш меѓу сиромашните вошки, аман с краја да е. И вториот вид, тие се фокусирани само на кариерата. Ќе се видиш еднаш два пати и потоа ненадејно ќе ги снема. Ова излезе од вториот вид. Назли, ова беше моја грешка. Јас си најдов богат, згоден и со ист ум, ама поради мојот елегантен изглед и тој помисли дека сум богата. И јас, за да не го разочарам, не можев ништо да кажам. Ах, моја благородна пријателке, колку голем човек си ти. За да не го разочараш Енген, му изнакажа цел куп лаги. За жал, Назли. Проклета судбина ми ја злоупотреби добрата намера и ме скрши. Станува, мила, додека не си почнала со патетика да си легнеме. Ај, мачна јас. Не почнувај со патетика, не ти бега, тука мора да се раскрене. Ако ми е студено, ќе трпам. Добро утро. Добро утро. Ги запишав јадењата што ги сакам за денес, за следните денови господје Цигол ќе ти даде неделен список. И да знаеш, за чистење ќе додат други, не мачи се. Ви благодарам и јас сум добро, вие како сте? Пријатен ден и вас, нека ви е солесно. Господине Ферит, треба да одлучиме каков подарок ќе му купиме на господинот на Катани. Господи Игбал, не можам да мислам на тоа, средете го. Господине Ферит, само да погледнете.
Назли? Добар ден. Знаеш дека дојде во вистинско време? Господине Ферит, дојдов да разговарам со вас за нешто многу важно. Господи Игбал, со Назли одлучете за подарокот на Накатани. Доволно го познавам, може да даде некоја идеја. Господине Ферит, се работи... Одете во мојата канцеларија, таму одлучете. Има малку работа, да завршам, ќе се вратам. Господице Назмие, собата е горе, повелете. Значи, Ирфан, колку што разбрав, ние немаме никаков проблем. Се е во ред, така ли? Во ред, господине Хакан. Се подпишавте. Подготвени сме за второто рочиште. Одлично. Дали овој пат целосно ќе го земеме старателството? Големи се шансите. И, кога целосно ќе го земете старателството на Булут, ќе можете да раководите со акциите на холдингот Пусула, кои припаѓаа на мајка му и татко му. Следниот петок е рочиштето, Да, така? господине Хакан, во петок. Инаку, имаме една убава вест. Каква? Господјо Демет, Им најдов уште еден пропуст. што е тоа? Можно е, уште пред да излеземе на второто рочиште, да сте застапник на акциите. Сега ќе ви објаснам подетално. Да речеме нешто како одлука за мерки на предпазливост. Тогаш вие продолжете да разговарате за деталите, имам мала работа. Душо, кажи им на девојките да донесат торта, пита или нешто Секако. слично. Повели, Ирфан, те слушам. Господине Хакан, Молам? Господјо Демет, јас ве барав. Не бев слободна, Асуман. Што сакаш да ми кажеш? Господјо Демет, сестра ми дозна. Мислам дека знае дека јас ви ги дадов документите. Дознала ли? Сигурна си? Ми чепкала во телефонот и ги видела фотографиите. Господјо Демет, многу ми е страв. Што ако сестра ми му каже на господин Ферит? Ох, Асуман, смири се. Денес сестра ти ми се јави. Не ја прифати понудата за работа. И не ми кажа ништо во врска со ова, што значи дека сега за сега нема да каже. Добро, господјо Демет, но вие не ја познавате сестра ми. Што и да кажам, што и да направам, нема да успеам да ја преубедам. Таа е многу праведна, ќе оди и се ќе каже. Смири се. И онака доволно си ги измешала работите. Ништо немој да правиш. Само отвори ги очите и ако дознаеш нешто ново, јави се. Толку. Колку што знам од овие, има и рачна изработка, мислам на деталите. Во еден од разговорите, господинот на Катани кажа дека ги сака мечевите. Една ваква традиционална кама, мислам дека ќе му се допадне. Во ред. Може. Ќе им кажам на асистентите да се распрашаат. Да не се случило нешто. Не се случи, тоа е проблемот. Зборував со раководителите на адвокатската канцеларија со која соработуваме, немало шанси да излегле од кај нив. Вината ја префрлат на нашата Но и правна нашата служба. правна служба вели дека документите не излегле од кај нив. Вината ја префрлаат. Да, баш така. Се работи за документи кои се злоупотребени, а документите ги има само на овие две места и кај мене дома. Штом не може од кај мене дома да ги земат, значи дека или има шпион во адвокатската канцеларија или во нашата правна служба. И се плашат да не излезе некој од кај нив и ја прекриваат работата. Вака прашувајќи нема да дознаеме, мора да најдем некој друг начин. Не грижете се, ќе најдам начин како можам да ја дознам вистината. Те молам, што побрзо да дознаеме кој го сторил, тој најстрого да го казнеме. Сакам многу да се покае за тоа што го сторил, во ред? Не грижете се. Инаку, одбравме подарок со господица Назмија. Сакате ли да видите? Штом сте одлучиле со Назли, во ред, нема потреба да гледам. Добро. Прости, Назли, ти ја подов главата со лични проблеми. Не е важно. Проблемот на Булут е и наш проблем. Назли, ти благодарам. Не си ја прифатила понудата на Демет. Денис ме извести. Дознал кога отишел да го посети Булут. Може би изгледа како да е едноставно. Твојата поддршка за мене навистина е премногу важна. Многу ми е мило што не поверува на Демет. А и Булут наскоро ќе си дојде дома. Повторно ќе бидеме заедно. Ти навистина си многу добра.
Тогаш јас да одам, дома има многу работа. Sen kalbime denk gelen küçücük Која си ти? Што бораш ти тука? Сушност ти кој си? Види, ако заминеш веднаш, никому нема да кажам дека сум те видела. Ако дојде господинот Ферит и види дека скришно си му влегол дома, згора на тоа дека си се туширал тука, ќе те убие. Ќе те убие, верувај ми. Јас сум господин Ферит. Ова е моја куќа. Мора ли толку многу да зборуваш, Назли? Не, само кога сум приморана да објаснувам. Од каде оваа љубов кон готвењето? Од мајка ми. Многу убаво готвеше. Беше забавно дури и да гледам. Ох, Вујче, сонцето, убавец мој, што правиш ти? Војче мој најубав. Знаеш ли дека јас и Назли денес многу убаво се забавувавме? Така ли? Поради љубов за мачки во каква ситуација дојдова. yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen. Здраво. И вие го слушнавте мачето? Не го слушнав. Помислив дека дојдовте поради тоа. Во дворот има маченце, знаевте ли? Така ли? Да. Тогаш зошто дојдовте? Јас не го слушнав мачето, ама слушнав гласови пред врата и дојдов. Добро. Ако го видите, дајте му да јаде, гладно е. Многу плачеше, не успеав да заспијам. Може би јас ќе го најдем после. Yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen. Mutluluktan. Назли? Господине Ферит, добра вечер. Таму сум го забравила мобилниот, да го земам и веднаш си одам. Всушност, за да не ве вознемирам, претходно ќе ви се јавев, но не можев, затоа што мобилниот си го заборавив тука. Сега тивко ќе го земам и ќе си одам. Нема ни да забележите дека сум дошла. Ви благодарам. Го земав, си одам. Добра ноќ, на здравје. Ќе се напиеш ли кафе? Сакам, да. И би се напила. Кафе. Вие ли ќе правите? Секако ќе направам. Тогаш и јас би пиела едно кафе од вас. Добро. Ти се допадна? Жешко е, но многу е убаво. Има арома некоја? Да, заборавив дека си гурман. Не сум гурман, готвачка сум. И немој да се плашиш без кофеина, ќе можеш да спиеш. Неонака периодов не ме фаќа сон. Зошто? Работа, факултет. Булут. Мислам на Булут. Се навикнали, убаво ли му е? Не грижи се, тој проблем во најскоро време ќе се реши. Баш ми е мила. За Булут. Ајде, Хакан го разбирам, тој себе направил. Ама не можам да ја сватам Демет како може толку да му помага на Хакан кога станува збор за незиниот внук, тоа не го сваќам. Една јапонска поговорка вели: не се плаши од црниот камен во оризот, плаши се од белиот камен. Убава мисла, убаво кажано. Од каде ти е интересот за јапонската култура, јадење слично? Ме фасцинира тоа што се толку врзани за својата традиција, а истовремено се многу искрени, праведни, горди, вредни. Ќе те прекинам, очигледно многу ти е жешко, гледам се мачиш да го ваму ќе го земам. Благодарам. Многу се горди, праведни, вредни, имаат прекрасна храна, навистина извонредна. Имаат
многу особини кои мене ми се симпатични. Например, во Јапонија многу од животните имаат своји играчиња. Мачките, зајаците, лисиците. Ме возбудува самата помисла дека има луѓе кои го смислиле тоа. Изгледа непотребно се возбудувам додека раскажувам за нештата кои многу ги сакам. Простете. Не треба да се извинуваш. Го ценам тоа кога некој е страшно врзан за нешто. Ме пофаливте. Свесен ли сте? Ме пофаливте. Сега сакам да го прославам ова. Изгледа јас, но сигурно нема да ме пофалите што не знам да си ја држам устата затворена. Полна месечина е. Многу е убаво. Свети како фенер. Како фенер. Јас кога ќе погледнам, гледам зајци кои прават мочи. Кој од овие е моје? Десното. Се сеќавате на зајаците кои правеа мочи? Се сеќавам.